Ќе анализа пошто не излеговме со овие 18.000 заклучок минимална плата, колку ќе бидат финансиските импликации врз државниот буџет, дали за покривањето на придонесите ќе треба како држава да се задолжуваме, дали ќе кратиме од капитална инвестиција и дали нам очекува ребаланс. Има прашање од организацијата на работодателите. Јас во моето обраќање кажав колку ќе биде импликацијата врз буџетот, таа е 16 милиони евра. Тоа се средства кои што ги има во буџетот на државата. Ако во време на криза се работи домаќински, ако се троши и инвестира во вистинските работи, доколку се знаат приоритетите, а јас и во моето експозе, кога се бираше оваа влада, кажав дека приоритет ќе биде справување со енергетската криза, справување со топлинската криза во Скопје, покачување на минималната плата. Гледате дека сите три работи ги зедовме како обврска и сите три работи до сега ги менаџираме на успешен начин. Затоа сакам да им се заблагодарам на сите мои колеги министри во владата, особено на министрите кои што и денеска беа тука, министерот за финансии, министерот, вице-премиерот за економски прашања, министерката за труд и социјална политика. Пред нас има уште предизвици оваа година, меѓутоа со посветена работа и со правилно балансирање на средствата во буџетот, ќе успееме годината да ја завршиме така како што е планирано според економските проекции. Која точно ставка од буџетот ќе вречеме финансиските средства од 16 милиони евра, дали тоа е за ствари обезбедени за ковид криза, дали е која ставка во буџетот? Министра? Тоа е точно. Тука е министерот за финансии со ставките. Благодарам. Значи има посебна програма каде што се финансираат делот за поддршка за покачување на плата, исто така има и во мерките за криза, значи во буџетот има дополнителни средства со кои може да се реализира ова мерка, односно дефинирањето минимална плата и придонесот на државата за да се излезе во пресред на работодавачите каде што има потреба во покривање на придонесите. Благодарам. Кога зборуваме за покачувањето на минималната плата, ова што денеска го соопштуваме е за покачување на минималната плата. Што се однесува до субвенции, тоа е мерката која што веќе постои во буџетот и која што постои на располагање на работодавците, а тоа е за зголемување на платите во компаниите кои што ја користат таа мерка како поддршка на работодавците. Значи тоа е нешто што веќе постои и кое што ќе продолжи како таква да постои мерка за поддршка на работодавците за покачување на платите. И тоа не е поврзано со оваа мерка, туку таа веќе постои. И ќе продолжи да постои. Ви благодарам. Не само до председателката на работодавачите, може, ако добро паметам претходната изјава ваша, кога зборувавме за продуктивноста, рековте дека продуктивноста на работникот не може да се измери со зголемината плата, меѓутоа дефиницијата е сосема поинаква. Сега кажувате дека очекувате работниците со оглед на повисоката плата да бидат попродуктивни, зашто сега го променивте мислењето и дали ова што го спомнувате при самиот одговор консултација со членството излегува дека и по состанокот не сте со дефинитивен став дека ова 18.000 динари покачување ќе го поддржите во држава? Како што реков на економско-социјалниот совет, на социјалниот диалог, председателот на синдикатот рече дека ќе допринесат до зголемување на продуктивноста. Очекуваме да во нивни раце да биде ова магично стапче и да помогнат во оваа економија продуктивноста да биде на многу повисоко ниво. Да, како што реков, ова беше нов момент за нас. Имавме наши проекции кои ги имаше синдикатот и проекции на владата. Ова беше сосема нова проекција. Ние сме организација на работодавачи во која членуваат членки од кои согласно статутот ние мора да имаме завземен став. Ние во овој момент немавме став. Благодарам.